Власта ја злоупотребува позицијата веде директори на раководни позиции и избира партиски војници или луѓе кои немаат ниту образование, ниту исполнуваат критериуми. Тоа го прават затоа што тие луѓе никогаш не би можеле да станат директори затоа што не би ги исполниле критериумите. Некомпетентните директори седат дури и по неколку мандати, а ова прашање не се решава со години, иако антикорупционерите поднесуваат пријави до обвинителствата. Антикорупционерот Шемси Салаи вели дека обвинителствата не постапуваат, а власти понатаму си продолжува да го изигрува законот. Тоа се гледа дека нема да им оди нивниот кандидат да се вработи, но од другата страна тие го образлуваш со тоа дека при конкуренцијата за избор на директорот ќе биде многу мала или никаква и заради тоа ги означува само за ВД директори. Последниот случај за кој извести антикорупционерите е поставувањето на ВД директор на средно училиште во Струга. Иако тој не исполнувал критериуми, сепак градоначалникот Рамиз Мерко на 2 пати го назначил на функцијата. Иако обвинителите ги игнорираат пријавите на антикорупционерите, Салаи вели дека не се предаваат. Ако едната страна не постапува, ние ќе постапиме и кон таа страна што не постапува. Значи не од лицата кои прекршиле, туку и обвинителите и судиите кои не постапиле или инспекторите. Значи фактички ни се дуплира борбата против корупција, така да мора да се најде начин да се избори корупцијата. Покрај неквалификуваните директори, исто така голем проблем е тоа што истите се разрешуваат без никакво објаснување при промена на власта, заклучува антикорупционерот Салаи. Најчесто при промена на власта прво се бираат ВД директори, а потоа, откако магично ќе достава документи за квалификации, се бираат директори.